Добро вечер. Централното собрание на движењето БЕСА со мнозинство гласови ја одобри одлуката за распуштање на Централното председателство на движењето БЕСА. Во продолжение на процесот почнат за спојување на влен во еден субјект. Собранието на движењето оцени дека треба да се отвори патот за структурирање на влен и ја донесе ова одлука врз основа на мораториумот за партиски активности од страна на субјектите што го сочинуваат влен. Во оваа прилика собранието го овласти председателот Билјај Касами да продолжи со разговорите за иднината на влен, давајќи поддршка на спојувањето во еден субјект, со решение што го почитува принципот на правда и го слуша гласот и волјата на гласачите на влен и на сите албанци. На состанокот на собранието беше дискутирана и работата на функционерите на движењето БЕСА во владата и е одлучено да се анализира работата на функционерите во наредните денови, додека наодите ќе бидат одразени во идната реконструкција на владата. Според последните информации, министерот за социјална политика Фатмир Лимани останува во владата и не е донесена одлука за негово исклучување. Централното собрание на движењето БЕСА со мнозинство гласови ја одобри одлуката за распуштање на Централното председателство на движењето БЕСА во продолжение на процесот започнат за спојување на влен во еден субјект. Собранието на движењето оцени дека треба да се отвори патот за структурирање на влен и ја донесе ова одлука врз основа на мораториумот за партиски активности од страна на субјектите што го сочинуваат влен. А премиерот Мицкоски, одговарајќи на новинарски прашања, претходно му порача на Касами дека е задоволен од работата на Лимани и дека Касами треба да знае кој е мандатар во владата. Јас сум задоволен со работењето на господинот Фатмир Лимани и мислам дека е додадена вредност во Министерството за социјална политика, демографија и млади. Јас сум мандатар на владата и јас ја составам владата. Ако некој тоа го заборавил, еве да го потсетам. Сите инволвирани во нелегалното производство на медицински канабис да одговараат, повика лидерот на СДСМ Венко Филипче во вечерашното гостување во само интервју. Според него, клучното прашање и натаму е како 5 тони запленети во Србија излегле од Македонија. Вие немате подпишано никакви правилници во врска со канабисот? Бидете сигурни дека ако сум подпишал, па мора да промене до сега ќе ги извадиш во јавност. Така да што е подпишано? Зошто е тоа подпишано? Тоа е адресата на кој што треба да се обратите и да прашате. Ја не сум производител на марихуана и не знам зошто е тоа направено. Ето, тој што го сменил правилникот, прашате го зашто го направил тоа. Добро, значи патувате на Фатмир Меджити. Вие на некој начин се оградувате од ова. Ама како можам јас да одговарам за нечии туги действија? Го знаете ли вие овој Тони Котев што го споменуваат од СБД Медплант од Ново село? Тој бил председател поранешен на општинската организација на СДСМ во Ново село. Гледате, јас ги знам огромен број на членови на СДСМ. Нека се провери се. Сте разговарали со него за што станува збор? Бидејќи вела дека 30 тони било кај него откриено. Добро, сакам да кажам многу јасно и да знае јавност. Ајде. Нека се проверат сите аспекти. Кај има криминал, кој направил, нека си одговара. Согласно позитивните законски прописи. Тоа е мојот став, тоа е ставот на партијата. Дури да дојде до Заев и некој негов близок. А што ако дојде до Мицкоски и некој негови блиски? Марко Бислимовски поднесе оставка од функцијата председател на Регулаторната комисија за енергетика. Оставката веќе ја депонирал во собранието, а следува 2 недели откако му беше поднесена кривична пријава за злоупотреба на службената положба. Ивана Стојановска. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски утрово ја доставил својата оставка до собранието, информираат од РКЕ. Оттаму не ги соопштуваат причините за оставката, а детали не открива ниту Бислимовски, кој не одговори на нашите повици. Од собранието потврдуваат дека оставката по Пладнево е пристигната во парламентот и ќе биде констатирана на следната пленарна седница. До тогаш како што велат од регулаторна, Бислимовски ќе продолжи да ја извршува функцијата согласно Законот за енергетика и статутот на РКЕ.
Оставката следува откако пред точно 2 седмици Управата за финансиска полиција му поднесе кривична пријава на Бислимовски, сомничејќи го за злоупотреба на службената положба и овластување. Според Финансова, првиот регулатор не ја одзел навреме лиценцата на компанијата Тритерол Петрол во сопствеништво на Љупчо Пецов, викан Ѓаволот, кој се наоѓа во домашен притвор, иако не ги исполнувала условите за трговија со нафта и горива, со што ја овозможил да работи уште 15 месеци и да сврти промет од 3,1 милион евра. Бислимовски истиот ден на пресконференција порача дека нема да дозволи да се извалка неговото име, посочувајќи дека не прекрашил ниту еден закон. Никогаш, ама буквално никогаш, немало повластена компанија или пак компанија за која што се водени постапки спротивни на Законот за енергетика и Правилникот за лиценци. Нема да дозволам на ниту еден начин, имајќи во предвид дека сум и татко, и сопруг, и брат, и пријател, да биде извалкано моето име. Бислимовски ја предводеше Комисијата за енергетика речиси 8 години. Беше избран за председател во 2018 со мандат од 5 години, а во 2023 беше реизбран и доби уште еден мандат. Функцијата требаше да ја извршува уште година и половина до јуни 2028. Инаку председателот на регулаторна го именува собранието, но неговото име го предлага владата. Бислимовски беше предложен од владата на Заев, а реизбран во време на Димитар Ковачевски. По еден месец бегство во Белград вчера е уапсен 18-годишниот Саид Саитов, кој смртно прегази 75-годишна жена во Скопски Капиштец и заедно со својот татко побегна од земјава. Саитов, кој сега е во екстрадицијски притвор во Србија, се сомничи за тешки дела против безбедноста и за неукажување помош. Јорданчо Цветановски. По еден месец бегство вчера во Белград е уапсен 18-годишниот Саид Саитов, кој на 9 јануари усмрти 75-годишна жена во Скопски Капиштец, а по него беше распишана меѓународна потерница. 18-годишниот Саид Саитов на почетокот на минатиот месец на улицата на Народен фронт ја прегази скопјанката Љуба Јаковлевска. Подоцната им подлегна на повредите, а тој избега од државата. Како што информираат од МВР, во текот на вчерашниот ден добили известување од надлежните служби од Србија дека Саитов бил лишен од слобода во српската престолнина. Од таму додаваат дека на Саитов му е одреден екстрадицијски притвор и дека следува постапка помеѓу Министерствата за правда на двете држави за негова екстрадиција во Македонија, каде што треба да биде изведен пред надлежните органи. Од Министерството за правда од земјава велат дека само се чекаат списите за екстрадиција од обвинителството, пошто ќе побараат негова испорака во Македонија. Известено е јавното обвинителство на Република Македонија да подготват и достават списи за екстрадиција на лицето. Откако ќе ги добиеме списите од обвинителството, Министерството за правда ќе изготви барање за екстрадиција, кое ќе биде пратено во Република Србија. Велат од ресорното министерство. Инаку по несреќата, Саитов заедно со неговиот татко, наместо да помогнат на оштетената, се дале во бегство. Тој сега се товари за тешки дела против безбедноста во сообраќајот и за неукажување на помош. За случајот обвинети се уште 2 лица, маж и жена кои ги изнеле од државата. Двајцата со извршители се товарат за кривичното дело помагање на сторител по извршено кривично дело, казниво според член 365 од кривичниот законник. Иако нивниот адвокат Звонко Давидовиќ вели дека тие воопшто не знаеле дека Саитов е сторител на тешко кривично дело со смртни последици. Неспорни факти се во предметот дека навистина заедно поминале граница во исто возило. Обвинителството тврди дека истите знаеле дека е сторител на кривично дело. Одбраната тврди дека истите не знаеле и дека затоа и поминале најофицијално на граничен премин, се легитимирале и сето тоа. Истите доставија лекарска документација, медицинска документација за нивното дете и кажа дека таму купувале лекови, затоа и често оделе лекови и суплементи кои се многу поевтини во Република Србија. Инаку во моментот на несреќата, 18-годишникот возел непрописно и без важечка возачка дозвола. Додека го возел пасатот на неговиот татко по улицата Народен фронт во Скопје, Саитов непрописно се преместил во лево. На коловозната лента наменета за сообраќај од спротивна лента и се движел со непрописна брзина, пошто удрил во 75-годишната Јаковлевска, која се движела пеш и која подоцна почина во болница. Со поетска вечер во чест на еден од најреномираните грчки поети Константинос Кавафафис
и издавање на неговата збирка на македонски јазик, во Скопје вечерва беше одбележан Меѓународниот ден на грчкиот јазик. Во чест на Кавафис, неговите поеми ги изведе грчкиот баритон Николас Карајаурис, како и грчкиот глумец Милтијадис Фиорензис. Од одделот за грчки јазик и култура во Македонија велат дека интересот за изучување на грчкиот јазик во земјава е голем. И не само во Скопје, туку и низ целата држава. Во рамките на одбележувањето се одржи панел дискусија на која што говорниците го истакнаа наследството на поетот и неговата значајност во грчката култура. Από 2017 στην Ελλάδα. 2015 година во Грција почнавме да го одбележуваме секој 9 февруари е Меѓународниот ден на грчкиот јазик. И од минатата година УНЕСКО, Генералното собрание, одлучи да го признае овој ден како меѓународен ден. Имаме еден посебен повод, тоа е повторната публикација на антологија, збирка поезија на познатиот грчки поет Константинос Кавафис. Така што вечерва ќе имаме можност да чуеме малку повеќе за неговиот живот, за неговото дело и да слушнеме рецитирање на поеми, на негови поеми и во исто време музичка изведба на поемите на Кавафи. Многу сум среќен што сум овде денеска во вашиот убав град и посебно заради тоа што станува збор за еден навистина посебен настан посветен на грчкиот јазик. И уште повеќе заради тоа што овој настан е поврзан со повторното издавање на збирка поезија на еден од најголемите поети, а тоа е Константинос Кавафис, кој што е преведен на сите официјални јазици. Постои навистина многу голем интерес за грчкиот јазик во сите градови и тоа охрабрува, бидејќи од година на година последните 2 години посебно имаме постојан раст на интересот и во сите возрастни групи, од најмали деца до потенцијални студенти за грчките универзитети и пензионери. Тоа беше се во вечерните вести. Пријатно.